Добре дојдовте во последната таунхол дебата пред првиот круг од локалните избори 2017. Дебата од Универзитетот Фон со кандидатите за градоначалници на град Скопје, градот кој низ својата историја се издигал како феникс од многу катастрофи, дел од нив природни, дел од нив политички, заради погрешно управување со градот. Скопје, главниот град на Македонија, политички, дипломатски и бизнис центар на државата. Град, чии символи се римскиот аквадукт, камениот мост, црквата Пантелемон, калето, чаршијата, браната матка, архитектонскиот брутализам. Град со над половина милион жители и илјадници проблеми. Сообраќајниот хаос од година во година е се поголем и се пострашен. Урбанистичкиот хаос остави трајни лузни на градот, кој веќе не ни наликува на она што беше пред 20 на години. Нечисти улици, шут и смет речиси на секој ќоше. Зеленилото е реткост во повеќето населби, а парковите може да се избројат на прсти. Бетонот и асфалтот се насекаде. Загадениот воздух е синоним за Скопје и причина за се поголем број на заболувања и смртни случаи. Водно е претворено во бетонска џунгла, а коритото на Вардар во градилиште и пристаниште за галии. Скопје се менува, доби нов јавен градски превоз, булевари, трговски центри, катни гаражи, елитни населби. Го доби и Скопје 2014, но проблемите не се решија. Напротив, се натрупаа и изголемија. Барањата и потребите на скопјани се истите како и на минатите локални избори и на оние пред нив во 2009 година. Гасификација, парно грејење на целата територија на градот, подземни сообраќајници, ефикасен и еколошки јавен превоз, намалување на загаденоста, ефикасни градски служби, многу повеќе зеленило, велосипедски патеки, проодни тротоари. И предизборните ветувања и проекти на кандидатите за градоначалници се речиси истите како и пред 4 години, идеално скроени по желбите на гласачите. Во недела скопјани ќе бираат помеѓу 8 кандидати кои претендираат на градоначалничката фотелја. Тоа се Ѓорги Тодоров од Народното движење за Македонија, Наим Бајрами од Алијансата на албанците, Ванчо Шектански од ТМРО, Коце Трајановски од ВМРО ДПМНЕ, Нафие Селмани од Беса, Беким Фазли од ДПА, Марија Џонс од Левица и Петре Шилегов од СДСМ. Вечерва ве поздравувам од Универзитетот Фон. Дебатата следува за кратко. Кој ќе управува со главниот град на Македонија Скопје во следните 4 години. 3 дена пред денот за одлука од Фон Универзитетот. Добре дојдовте во последната таунхол дебата на топ тема на ваша страна пред првиот круг од изборите за градоначалници и советници 2017. Како и во останатите градови и вечерва главниот збор ќе го има публиката присутна овдека на Универзитетот Фон. Ќе имаме прашања од невладините организации, од представници на политичките партии, но и студенти од нашиот вечерашен домаќин. Имаме повеќе кандидати вечерва, дел не дојдоа, затоа правилата се малку видоизменети, но ќе ги соопштувам во текот на дебатата. Публиката ќе ја замолам за фер и коректно однесување кон сите кандидати, но за аплауз во овој момент, кога на подиумот ги поканувам кандидатите за градоначалник, господин Ѓорги Тодоров од Народното движење за Македонија, господин Ванчо Шектански од ТМРО, господја Марија Џонс од Левица и господин Петре Шилегов од Социјал-демократскиот сојуз на Македонија и коалицијата предводена од оваа партија. Господинот Наим Бајрами од Алијансата на албанците и господја Беким Фазли и господја Нефија Селмани од Беса во последен момент пред почетокот на оваа дебата го откажаа своето учество, иако предходно го има потврдено. ДПА воопшто не одговори на поканата, а по долгата симултанка што ја имавме помеѓу штабот
и централниот и градскиот штаб на кандидатот на ВМРО ДПМН Коце Трајановски, нивниот одговор беше дека одбиваат учество во вечерашната дебата. Сепак благодарност до кандидатите кои што прифатија вечерва да ги соочат своите погледи и визии за Скопје во топ тема на ваша страна. Почуваме со првиот дел во кој сите кандидати ќе имаат по 1 минута да ги објаснат и да се представат пред публиката овдека, но и пред гледачите на телевизија Телма, зашто сметаат дека се тие вистинскиот кандидат за иден градоначалник на Скопје. Времето за одговор е 1 минута. Го задржувам моето право на дополнително прашање, а на сите кандидати би сакал да им обрнам внимание дека во текот на целата дебата имаат право на вкупно 10 реплики и контрареплики, кои што може да ги употребат по собствено наоѓање, но затоа ќе треба добро да внимаваат да не останат без право на збор во оној момент кога можеби најмногу ќе им треба. Според редоследот на гласачките ливчиња и утврдените бројки, почуваме со господин Ѓорги Тодоров, зошто сметате дека вие треба да бидете идниот градоначалник на Скопје? Вашата 1 минута. Јас сум Ѓорги Тодоров, дипломиран сообраќајен инженер, кандидат за градоначалник на град Скопје од партијата Народно движење за Македонија. Со над 29 годишно искуство во струката и професијата, од позиција на неколку клучни работни места во градот Скопје, како од позиција на помошник председател на градскиот комитет за урбанизам и комунално стамбени работи, сообраќај и заштита на животната средина, во многу реализирани градски проекти во Скопје. Е вграден мој труд како идеолог и творец на следните проекти. Ваш избор е дали ќе читате биографијата или ќе одговорите на прашањето зошто сметате дека треба да сте кандидат. Токму ради овие работи, значи бидејќи имам свој минат труд во многу проекти кои се реализирани во градот Скопје, и кои што треба уште многу да се реализират за да се разреши сообраќајот. Затоа сметам дека јас треба да бидам тој што ќе добие довербата на граѓаните. Ви благодарам, господин Шектански, вашата 1 минута. Добро вечер, ви благодарам прво на поканата. Жалам што некои не се тука присутни, бидејќи целта е соочување и образложување на програмите. Меѓутоа некој така одбрал, некој ме со среќа. Како прво, значи, зошто се кандидирам за прв човек на градот Скопје? Градот Скопје од 2004 година ја изгуби својата душа. Со новата територијална поделба Скопје повеќе не е исто. Беа припоени на вештачки начин за политички цели нерурални места како Сарај и Арачиново, со што Скопје го изгуби македонскиот карактер. Скопје е единствениот град, главен град во Европа кој што нема трамвај. Се уште се возиме со автобуси, иако од пред 200 години трамвајот како средство е воведен во Европа. Парното. Само 8% од домаќинствата во градот Скопје, главниот град на Македонија, користат парно грејење. Гасификацијата како гасификацијата е проект за наредни 10 години. Меѓутоа, за 8% од домаќинствата во градот Скопје да го користат како грејење е навистина жално. Госпожа Џанс. Прво јас да ви се заблагодарам за поканата. Јас доаѓам од веројатно најмладата партија тука и причината поради која што се кандидирам за градоначалник на Скопје е сосема слична и со причината поради која што ја основавме и партијата. Генерален впечаток е дека во изминативе децении обичните граѓани, обичниот народ се чувствува запоставен за сметка на интересите, да речеме, на бизнисот, на помоќните класи во општеството и елитите. И наша идеја е, обично левичарите одлично започнуваат со локалната власт, синоќе да се цитирам самата себе си, Черчил за време на Втората светска војна во владата на националниот спас и во Лондон и насекаде ги повикал левичарите да се грижат за населението. Наша идеја е дека градоначалникот би требало да биде и градската власт треба да биде оној што ќе ги земе предвид интересите на сите граѓани на градот. Ви благодарам, господин Шилегов. Пред известно време излеговте со барање за една понуда за ново време, а сега со нова. Зошто се предомисливте, зошто сметате дека би биле подобар градски татко отколку пратеник? Ќе дозволите во тој сегмент да одговорам
потоа да се вратам на вашето првично прашање. Во Република Македонија со општествените девијации кои што ги доживеавме и преживеавме во последниве 10-11 години под Никола Груевски, во целост се измести фокусот на политиката. Политиката е алатка, цивилизацијска, која што на луѓето им овозможува да политичарите ги решаваат проблемите на луѓето. Значи, политиката не е само декларативна заложба. Влегувате во политиката со цел да помогнете на заедницата од која што доаѓате и не можете да останете декларативен целиот свој живот. Ако ме прашувате лично, јас го сметам за дополнителното прашање, поведете значи, со првата минута за само да представување. довршам со една реченица, можев да останам декларативен во комотната позиција на пратеник во Собранието Република Македонија, меѓутоа влезот во политиката предпоставува да помогнете на заедницата, нема подобро место да помогнете отколку на локалната заедница од која што потекнувате. Сметам дека зошто се кандидирав за градоначалник на град Скопје и очекувам дека после 15 ќе бидам и избран од страна на граѓаните на Скопје, бидејќи Скопје е моето родно место, место каде што сум роден, израснат, школуван, едуциран, каде што целокупниот свој професионален ангажман го имам, значи целиот живот ми е тука. Градот го познавам веројатно подобро од било кој друг, а е град кој што не ги пружа благодетите на граѓаните на Скопје во смисол на урбаното живење, тотално неорганизиран град, во целосен хаос, тргнувајќи од сообраќај до градската администрација, до сервисите кои што ги нудат јавните предпријатија, кои што нашите сограѓани ги плаќаме секој месец со нашите сметки. Потребно е град кој што е поделен на два различни света. Потребно е да изградиме еден град кој што ќе биде модерен, европски, функционален и кој што ќе представи дел. Вашето време истече, го имаме и првото користење на право за реплика од страна на господин Чехтански, повелете. Не знам кој подобро го познава градот и од каде таква констатација. Меѓутоа, Шилегов не каже од која партија доаѓа. Од која партија се кандидира. Кој те кандидира? Това е репликата? Да. Мене ми е жал, господин Шехтански, што веројатно не ги пратите случувањата во македонската држава и македонското општество. Петре Шилегов е пратеник на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, подпредседател на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, кандидат за градоначалник и иден градоначалник предложен од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и коалиционите партнери. Која е... Не го одговори директно прашањето. Господин Шехтански, само да ве предупредам дека во текот на цела емисија имате право на 10 реплики и контрареплики, така внимавајте кога ќе ги користите. Завршивме со првиот дел. Ајде да немало време да го довршиме делот, поверете. Мислам дека е коректно, значи, да се каже овдека на македонската јавност, на македонците, која е фактурата за поддршката од 60.000 гласови што ги чекате од ДУИ. Која е вашата фактура што треба да испорачате после 15 ако бидете избрани? Така не ви даваат бланко поддршка? Треба да кажете која е фактурата. Вие како доскорошен коалиционен партнер на ВМРО ДПМН во централната власт очигледно сте научени дека се мора да се плати за да се биде во некаков си циклус. Не знам колку ви платиле, дали ви платиле, сте платиле за да бидете во власта со ВМРО ДПМН. Она кое што ние го нудиме во политиката, господине Шехтански, тоа е визија за развој на македонската држава, на македонското општество, во конкретниот случај за кандидатурата за која што и вие претендирате, градоначалник на град Скопје. Единствената фактура која што вие нарекувате, тоа е она што јас го доставувам до граѓаните на градот Скопје, тоа се идеите, визијата, планот за развој на градот Скопје. Ништо повеќе и ништо помалку. Во нормален политички надпревар, политичките партии доставуваат политички програми до граѓаните на кои што претендираат да го добијат гласот. Мојот глас не е гласовите кои што ќе ги добијам не се етнички, гласовите се од граѓаните на Република Македонија, од граѓаните на градот Скопје, кои што по национална и политичка припадност од господин Шилегов. Шехтански, поведете контрареплика, ве подсетувам дека веќе четврт.
Вие заборавате, значи, дека Дуи беше баш во таа власт 10 години, баш беше во таа власт и конкретно за нив ништо не зборувате, бидејќи сите тие проекти што ги напаѓате се нивни. Повеќе од половината се нивни. Јас очекувам, значи, како македонец, да кажете јасно и гласно тоа што го молчите. Тоа е дека 30.000 македонци од таа страна на Вардар, меѓу кои и вие сте во Бутел родени, сега не живеете тамо, 30.000 македонци се иселени од таа страна на Вардар. После територијалната поделба од 2004 година. Скопје е главен град на Македонија, македонска престолнина. Јас немам против никого ништо. Господине Шектански, истече вашето време. Еве, продолжувам со моето право за дополнителни прашања. Што значи македонско Скопје? Што со оние што не се македонци и еве, например, што ќе правите со Скендербек? Плоштадот. Мислите со Ѓорѓе Кастриот? Мислам со плоштадот Скендербек. Прецизен бев во прашањето. Вака. Прво, значи, немам против никого ништо. Ни лично, никако партија. Значи, сите ги почитувам. Меѓутоа, јас конкретно кажав дека во Скопје се случува масовен екзодус на македонското население. Гледате дека секој ден има тепачки малтретирање по автобусите. Скопје, секоја втора куќа од таа страна на Вардар се продава. Ние на тоа не можеме да замижиме. Јас никого не спомнувам, ниту едно малцинство не го спомнувам, ниту го навредувам, ниту ке го навредувам. Вешто го правите тоа, меѓутоа внимавајте, на работ сте на забраната за одреден вид на изјави кои што може да значат поттикнување на расна, верска и национална омраза, на што според правилата на АВМО морам да ве предупредам. Реков дека сте вечно газите по црвената линија. Нема да спомнам никого. Вие одземате само време. Повелете уште 30 секунди еве дополнителни да ми објасните што значи македонско Скопје. Македонско Скопје значи враќање на карактерот на македонската метропола, на македонскиот карактер на градот. Градот повеќе не е ист како што беше пред 2004 година. Со припојувањето на општините Сарај и Арачиново како рурални места, зашто не беа припоени Илинден, Петровец, Зелениково. Значи беше создаден вештачки процент од над 20% на друго население, за Скопје да биде двојазично, да го изгуби македонскиот карактер. Доколку јас би бил градоначелник, еве јавно ви ветувам тука, наредниот ден ќе биде покрената иницијатива за распишување на референдум на жителите на Скопје за враќање на старите територијални граници од пред 2004 година. Благодарам. Кого навреди? Госпоѓа Џонс, реплика. Повелете, господине. Колку јас сеќам, господине Шектански, во современото живење, левата страна на Вардар, бидејќи факт е дека живееме во една невидлива поделба и луѓето се селат заради субстандардните услови кои што досегашните градоначалници и вашиот поранешен коалиционен партнер Гоце Трајановски не успеа да изграде никаква или да однесе никаква инфраструктура за да го зголемиме квалитетот на живењето на луѓето кои што живеат таму. Без оглед на нивната етничка припадност. Луѓето е природно, е нормално да сакаат да имаат дом кој што ги исполнува новите современи стандарди на живење. Заради негрижата, особено на досегашниот градоначалник, неизградба на инфраструктура која што ќе го подобри квалитетот на живењето, од таа страна на Вардар што вие велите, бегаат и од една и од друга страна. Само уште едно нешто. Заврши вашето време. Да, се извинувам. Пред 2004 година границите на Скопје се и целосна Скопска Црна Гора и Арачиново што го споменавте, а не е во моментот во делот на градот Скопје, бидејќи тоа е поранешна општина Газибаба, која знаете. Така што да го вратите Скопје во границите од пред 2004 територијални, во смисол на локална самоуправа, тоа значи да ги вратиме 5 општини колку што постоеја во градот Скопје. Шуто Оризари беше, например, дел од Шајама. Ќе завршиме темата, вашето време истече. Концепт, господине Шектански, досега искористивте 5 реплики и не ви се меша, може да ги искористите сите на оваа тема. Меѓутоа, концептот на нашата дебата е пред се да го возможиме на граѓаните и граѓанските организации, а вечерва со нас се и студенти од нашиот домаќин фон Универзитетот, да
да тие ги поставуваат прашањата што нив ги загрижуваат надвор од политичките агенти кои што вас ве обременуваат. Затоа сега ќе преминеме кон првото прашање од невладините организации, а доаѓа од Субверзивен фонд. Ве молам представникот или представничката на Субверзивен фонд да го постави своето прашање. Заради ограниченото време да ви назначам дека прашањата треба да бидат поставени до најмногу 20 кандидати по ваш избор. Повелете. Добро вечер на сите. Александра Глиновска од Субверзивен фронт. Првенствено би сакала да се заблагодарам за шансата да продискутираме вечерва. Ве молам за директни прашања. Мола? Ве молам за директни прашања во интерес на време. Моето прашање е адресирано до сите кандидати. Тоа се однесува на унапредувањето на правата на маргинализираните заедници, вклучувајќи ги припадниците на ЛГБТИ заедницата, како и родовата еднаквост, тоест правата на жените. Дали имате стратегија како да ги максимално ефикасно и правилно ги искористувате ИПА фондовите овозможени од Европската унија во областа на фундаменталните човекови права, како и демократизацијата? Благодарам, бидејќи прашањето е до сите кандидати, времето го кратиме на по 45 секунди и е поврзано со родовата еднаквост, па одиме со госпоѓа Џонс прва. Сега не знам колку локалната самоуправа, тоа е повеќе прашање на државна стратегија, користење и на странски фондови за овие и исто така во ред, знам дека е тоа современо ставање на сите овие категории во една иста група, меѓутоа тие бараат поинаков пристап, што се однесува до ЛГБТ и заедницата. Ние во статутот на нашата партија имаме прво и основно што би требало државата да направи е да ги внесе во уставот дека нема да бидат дискриминирани. Ако го немаме тоа, зашто друго да зборуваме? А и сме сведоци дека и во стварноста е така. Секогаш кога имало, а не беше порано, кога бевме пред 10 на 15 години, мислам дека ЛГБТ и заедницата беше многу по-релаксирана. Значи, е прашање и на некакви политики, можеби на претходната власт да се создава таква нетрпеливост и нетолеранција кон ЛГБТ и заедницата. Господин Шектански. Родовите ме прашавте, само 5 секунди. Апсолутно. Мислам, ние немаме ни унија на жени, ние сосема подеднакво ги третираме жените и мажите и исто и со нашите листи и со нашите политики понатаму. Ви благодарам. Господин Шектански, 45 секунди Многу за добро одговор. прашање. Значи, тоа се центри за социјална работа. Значи, еден термин од минатиот систем, кој што се користел 50 години, меѓутоа, за жал и наредниве 25 се користи за сега. Ова се повеќе работи на централно ниво, меѓутоа во сите градови, во сите метрополи постојат центри на локално ниво. Зборам како главни градови во Париз, во Лондон, центри за социјална заштита, за помош на социјално загрозените лица, значи преку разни форми на пружење помош, на самохраните мајки исклучиво. Значи тоа го немаме сега во овој модел од комунизмот наследен, преку центрите за социјална работа, меѓутоа градот градот како метропола каде што има 70% од населението во државата задолжително мора да се грижи. Значи формирање на такви центри Ви благодарам. Господин Тодоров. За оваа категорија на граѓани исто ние како партија би се заложиле да тие не бидат дискриминирани и соодветно согласно социјалната политика на ниво на република тоа да се реши и на локално ниво, особено во градот Скопје, да биде пример на тоа решавање толку. Господин Шилегов, поведете. Градската администрација што ќе предводам нема да биде автоцентрична во донесењето на одлуките. Во донесењето на одлуките на маргинализираните групи или групата на лица со посебни потреби, активно учество при решавањето на проблемите ќе земат и самите здруженија кои што ги застапуваат интересите на таа група на граѓани. Во текот на кампањата и во предизборието надвор од очите на камерите, јас разговарав со тие луѓе и разговаравме на заеднички средби, поднесовме на согласност. Градот ќе функционира во администрација каде што заеднички ќе бидат вклучени градоначалникот, представникот на
градската администрација и представникот од интересната група чиј што проблем треба да го решиме. Во Мајчин дом 20% од капацитетот се употребува за медицинските цели, 80% ќе го претвориме во дневен центар за помош и рехабилитација на лицата со посебни потреби. Во текот на наредната година во Топанско поле започнува изградба на исто таков еден дневен центар со крајна идеја да ги дисперзираме таквите центри на единиците на локална самоуправа на општините во градот Скопје. Во училиштата внесуваме лични асистенти на лицата со посебни потреби, да ги вработиме и дефектолозите, да ги помогнеме лицата во едукативниот центар. Градот Скопје има средни училишта, 22, ниту едно од нив не е достапно. Ниту едно од нив не е достапно за лицата со посебни потреби. Предупредувам на времето, господин Шилегов, ќе се доискажете во продолжение. Следното прашање доаѓа од коалицијата за чист воздух О2. Го молам представникот на коалицијата. Го немаме представникот на коалицијата, затоа одиме до Полиоплус со нивното прашање. Повелете, представете се и ве молам да ги почитуваме правилата. Прашањата се до 20 кандидати. Ги бирате вие, не јас. Веќе ме скративте, значи. Јулијана Климовска од Полиоплус. Јас во случајов ако морам да бирам, би го прашала господинот Шилегов и господинот Чехтански. Само едно кратко прашање. Дали, доколку станете градоначалник на град Скопје, сте спремни да вработите или не мора да биде вработено лице, меѓутоа да имате советник лице со хендикеп? Јас ќе ви одговорам, значи и во програмата најмногу на тоа потенцираме бидејќи лицата со посебни потреби ниту имаат услови во зградите прво, тргнувајќи од зградите, ниту за влез, ниту за излез, ниту посебни патеки, ниту семафорите се соодветни. Во централното подрачје немате соодветни семафори за слепи луѓе, посебно за луѓе со посебни потреби. По однос на вработувањата, значи вработувањата во администрацијата, во градската администрација, да, задолжително мора да има советник градоначалникот, лице со посебни потреби, кој најдобро знае што им е потребно на тие лица и како советник да го советува за потребите на тие лица. Ви благодарам. Господин Шилегов. Ја знаете добро и на нашата средба заедничка која што имавте ја имавме дека моите заложби се токму такви. Моја одлуката и ја соопштив дека дел од инвалидизираните лица или лица со посебни потреби ќе бидат вработени како дел од градската администрација. Лице кое што има проблем со движење на нозете, нема проблем со движење на рацете и главата, што се сосема доволни да ги извршуваат административните работи во рамките на градската администрација, тие лица ќе бидат дел од таа екипа што ја зборувам како градска администрација која што ќе одлучува после понатаму. Мора да ги доловиме стандардите кои што се предвидени во Европската конвенција за лицата со посебни потреби. Не можеме да ги решаваме паушално или проектно. Проект стана збор кој што е многу експлоатиран, можеби и нефункционален. Морате да имате целосен план и стратегија како да ги доловите стандардите. Вие подобро од мене ја познавате таа проблематика. Јас нафрлам некои од работите заради јавноста, меѓутоа на микроплан ќе бидете дел од луѓето. Госпоѓа Џонс или Тодоров сакат може да искористат. За да ја кажам нешто пропуштив. Значи, тогаш користите уште една реплика. Добро, нема. Веќе е шеста? Некете? Во ред. Не е проблем. Доколку госпоѓа Џонс или Тодоров имаат интерес за ова прашање, може да искористат својата реплика. Повелете? Да, апсолутно. Имам и своји преференцијални кандидати за таа работа, луѓе за кои што знам дека одлично ја познаваат состојбата со луѓето со посебни потреби. Исто така би требало да постои позитивна дискриминација во таквите случаи. Пред неколку часа имавме средби многу организации кои што се дел од платформата за сиромаштија, тука се и луѓето со ментални пречки и многу други категории граѓани кои што се тотално маргинализирани. Ви благодарам, господин Тодоров. Да не јас над времето. Прашањето е многу, мислам, добро поставено и го разбрав негово. Доколку ја добивам довербата од граѓаните и станам градоначалник на град Скопје, логички е дека едно лице со посебни потреби, едно или две од повеќе области, ќе биде мој советник за да ме советува во врска со потребите на таквите лица, бидејќи стварно најизворно и
добро ќе ги осознаеме потребите баш од таквите лица кои што ќе не советуваат да постапуваме во нашата комуникација и подобрување на условите во градската администрација и во јавните градски предпријатија за таквите лица да може да комуницираат нормално со градот Скопје и со јавните предпријатија на град Скопје. Следното прашање доаѓа од невладината организација Nexus. Повелете. Добро вечер на сите. Моето прашање е конкретно за проектот 2014, Скопје 2014, кој што сакав да го поставам до актуелниот градоначалник Коце Трајановски, но тој не е тука да ни одговори. Дали доколку ја добие довербата од граѓаните повторно, ќе продолжи со тој проект, тркалот и останатите објекти, но господинот Чилегов, би сакала да ми одговори доколку ја добиете довербата од граѓаните на град Скопје. Дали ќе ги стопирате целиот проект Скопје 2014 и сите останати објекти? И како планирате или дали имате некој план да го вратите изгледот на нашето Скопје, што беше? Благодарам. Во оној сегмент во кој што е неизградена е во делокругот на градот Скопје, проектот ќе биде стопиран. Јас не можам да донесам одлука што ќе се случува со објектите изградени во проектот Скопје 2014, зашто би одлучувал сам. Ако одлучувам сам, ќе бидам новиот Груевски, на известен начин, ме разбирате. Во таа дебата ќе мора да биде општествена, да вклучиме целокупната стручна јавност, што ќе направиме со тие објекти, кој од нив се соодветни, каков е нивниот изглед и каков треба да биде нивниот изглед е едно сосема друго прашање. Под превезот на оваа фасада ние добивме фасадна политика. На луѓето импутирајќи им дека ќе им направат фасади за енергетска ефикасност објектите, го уредија челото, позади ако влезете во тие згради, таму нема фасада. Ем сте ги фрлиле парите, ем не сте го направиле објектот енергетски ефикасен, а за вкусовите не би сакал ни да расправам. Ова не е нашето Скопје, се сложувам. Модерната што беше карактеристика како правец во архитектурата на градот јас нема. Во секој случај ќе се сопре градбата, за тоа што ќе се случува со објектите ќе треба да одлучиме општествено сите заедно. Дали има интерес во овој контекст? Господин Џонс, повелете. Да, кога се градеше Скопје 2014 и државната власт, па мислам не ја праша ни градската, па граѓаните најмалку. И сега што да правиме со тоа? Знаете, можеби ќе треба пак да се прашаат граѓаните дали сакаат себаш да се тргне, нели? Евентуално ако има одреден процент што им се допаѓа. Меѓутоа постои начин на кој што може да се провери, да се сопре. Јас имам големи сомнежи во безбедноста на барем на зградите на тој проект. Сум слушнала поплаки, се не знам колку се вистински, во оние административните згради не сум имала можност да влезам. Ние имаме во програмата, се залагаме градот Скопје да врши технички преглед на сите нови, реновирани, дури при купопродажба згради, каде што нема да влегува само измисленоста, него туку и квалитетот на се прописите, например, овие фасади, огромни, милиони евра се потрошени на нив. После оној пожар во Лондон, ние не сме сигурни дали тие се отпорни на пожар. А исто така и вработените во овие институции, вклучително со ова смешново тркало и сите градби, веднаш до коритото на Вардар, јас колку што знам, заклучоци од пред децении се дека не е безбедно да се гради там. Господин Шилегов користи право на реплика. Боли како човек пред се, надвор од политиката, мислам дека треба да даеме човечка димензија на секое наше обраќање, бидејќи и ние сме само луѓе. Тоа што ме боли е дека Коце Трајановски направи да се загуби политичката тежина на функцијата градоначалник на Скопје, градоначалник на главен град, затоа што цело време беше маша на Никола Груевски. Тој како градоначалник на Скопје дозволи да се потрошат 680 милиони евра во 1 километар квадратен на плоштадот во Скопје. Знаете ли што ќе можевме со тие средства да направиме за нашиот град? Во меѓувреме, на 2 километри од тој плоштад има луѓе кои што немаат канализација и вода за пиење. Значи, заради тоа, Скопје нема право да го продолжи мандатот на Никола Груевски да биде градоначалник на Скопје. Бидејќи Коце Трајановски е само еден обичен параван и фигура. Секој глас за Коце Трајановски не е ништо друго, освен глас за Никола Груевски да продолжи да се игра неговата играчка. Ви благодарам на одговорот. Имаме уште неколку прашања од невладини организации, меѓутоа сега ќе преминеме на политичките партии. Своји представници имаат ВМРО, Левица и Социјалдемократскиот сојуз. Одиме со првото прашање од представникот на ВМРО. Правилата ви се јасни.
Прашањето мора да биде поставено до некој од против кандидатите, но не и до вашиот кандидат. Малко се колебливи представниците на господи Шеhtански, ве молам, станете, представете се и кажете до кого е упатено прашањето. До господинот Шилегов. Дали со буџетот на градската власт што има, што ќе биде понатаму со тие пари? Повелете, овој дел, времето за одговора е 1 минута. Екстензивно е прашањето, ќе се обидам што ќе биде со тие пари. Град Скопје никогаш го нема наполнето својот буџет. Оноку колку што го има проектирано, што е проблем на актуелниот градоначалник, односно неспособноста да се изменаџира процесот на собирање на средства за полнење на буџетот. Буџетот не е единствениот извор за финансирање на работите или плановите кои што ние ги имаме за реализација на она што го ветуваме на нашите сограѓани, бидејќи од 3 места се финансираат сите тие работи. Верувам дека тоа ви е контекстот на прашањето, од каде пари за целата работа. Тоа сакате да ме прашате. Значи, надвор од буџетот постои поддршката од централната власт која што редовно се добива за сите единици на локална самоуправа, вклучително и град Скопје, и трет многу битен фонд, многу битни квантум на средства се средствата кои што Европската унија, особено во предпристапниот период во кој што се наоѓа Република Македонија, го дава на државите кои што се членки. Во администрацијата на градот Скопје, не знам дали ви е познато, за соработка со Европска унија и за прибирање на средства за поддршка на локалниот развој од фондовите на Европската унија постои еден вработен. Веројатно не биле овие средства предизвик, затоа што кога менаџирате средства од европските фондови, не се баш дозволени екскурзии во форма на криминал и корупција. Тоа се строго контролирани процеси и затоа очигледно за една криминална власт каква што е, што ја предводи Коце Трајановски, не биле атрактивни. Благодарам. Во случај брзината на зборувањето, ама се обидувам да стигнеме во случајов на прашања кои што доаѓаат од партиите, одговараат само кандидатите за кои што се наменети. Следното прашање доаѓа од Левица. Ви молам представникот на Левица, до кого е наменето вашето прашање? Драгана Велковска од Левица до господин Шилегов. Зборувате за гасификација на Скопје и би сакала да ве прашам дали сметате дека тој проект е изводлив и одржлив во нашиот град со оглед на тоа колку е скап и со оглед на тоа што ние немаме готов подземен катастар за да би знаеле каква е ситуацијата под земја. Дополнително, зашто не зборувате за национализација на БЕК, кој е единственото јавно предпријатие во Скопје кое не е јавно, а е ДОЕЛ, односно во приватна собственост? Нели сметате дека тоа е нешто кој припаѓа на сите граѓани, не само на одредени поединци? Господин Шилегов. Две прашања се, ќе ве замолам само за таа работа. Ќе продолжиме на 1,5 минута. Проектот на гасификација е многу изводлив и тој во себе опфаќа прво деловите на градот кои што не се со топлинска во делот од топланите со цел да луѓето донесеме ефтини енергенси да подобриме животната средина. Не е толку скап колку што можеби некој сакал да го направи, ако се сака да се направи. Тоа се цевководи со работата на теконата работа на јавните предпријатија на градот Скопје, меѓу другото е да воведуваат и мрежи. Трипартитно е нивото на реализација на овој проект. Вмешани се централната власт, инволвирани се централната власт, градот Скопје и општината во која што се извршува гасификацијата, и тоа е нешто што финансиски можеме како држава лесно да го поднесеме сите заедно со буџетите на единиците на локалната самоуправа. Целосната гасификација, односно изведбата на секундарната гасоводна мрежа не би требало да биде поскапа од околу 150 милиона евра, кои што на известен начин потоа се рефундираат и со експлоатацијата на гасот. Значи тоа ви е инвестиција која што подоцна ги дава другите бенефити и се исплатува во однос на инвестирањето. Прашањето е што ви е стратешка одлука, на што сакате да ги инвестирате средствата кои што се сепак наши граѓански. Дали на споменици или на нешто што ги решава реално проблемите на луѓето. Национализација на БЕК, БЕК е по јавно-приватно партнерство, мислам, тоа ќе требаше Коце Трајановски да одговори. Жал ми е што е толку арогантен и што не удостојува јавноста да се појави еднаш да одговори на многу од отворените прашања. По директивите кои што постојат во Европската унија, телекомуникациите, топлотната енергија, електричната енергија како добра
не се монополизираат и не се давани на управување на еден центар. Значи, тука се ослободува пазарот и ќе видите дека согласно тие директиви, бидејќи Република Македонија иде кон Европската унија, мора да настапи и либерализација, например, на дистрибуцијата на електрична енергија. Па може да ви се деси Deutsche Telekom, кој што сега ги добивате телекомуникацијските услуги, 5 години од сега да ви продава и струја за домакинство. Не може... Доброто во целата таа работа е што цената на топлотната енергија е предмет на работа на регулаторната комисија. Ви благодарам, господине Чилегов. Правото на реплика и контрареплика ќе го задржите во останатиот дел, кога се прашањата за кандидатите одговараат само кандидатите. Наред се представници на Социјалдемократскиот сојуз, ве молам представете се и за кого е наменето вашето прашање. Вечер до сите кандидати. Моето име е Марина Чорбеска од Либерално-демократската партија. Имам конкретно прашање до господјата Марија Џонс. На минатите избори освоивте 4000 гласови во Скопје и не освоивте пратеник. Реално не можете да очекувате сега во вториот круг да влезете. Би сакала да ве прашам дали размислувате за кого ќе го повикате вашето членство да го даде гласот, дали за да завршите. Дали за кандидатот после првиот круг за господинот Петр Шилегов или за кандидатот господинот Коце Трајановски? Сега, ние овие работи сме ги расправале и уште пред да тргнеме на локалните избори, затоа што знаеме што можеме, нели, од прилика да очекуваме, се друго би било многу добро изненадување. Ние од нашите најшироки органи на партијата одлучија дека ние си ги третираме гласачите како интелигентни, да им кажеме за кого сакаат, нека гласат. Меѓутоа, јас лично, ако ме прашате, ова го кажав и на едно друго интервју, повикувајќи се на Катон Стариот во Рим, јас мислам дека на функционери од партијата ВМРО ДПМН не смее да им се даде пристап повеќе до народните пари. Поред? Молам. Ви благодарам на одговорот. Продолжуваме со невладините, а ќе се вратиме кај партиите подоцна доколку ни остане време. Младински образовен форум, повелете со вашето прашање. Теодора Столевска, доаѓам од младинска организација, по моето прашање со несува кон млади, бидејќи сум ограничена, ќе го прашам господинот Чилегов. Во вашата програма спомнувате тело за млади кој ќе функционира во склоп на општината и ќе дава конкретни препораки за младите. Моето конкретно прашање е дали тоа значи дека вие поддржувате локален младински совет во град Скопје, при тоа би го вклучиле како тело во склоп на општината и би му дале буџет за да може да функционира телото со представници на млади кои ќе донесуваат одлуки токму за млади. Јас мислам дека веќе кажав, не сакам да се повторувам, бидејќи ова е на известен начин новина во менаџирањето на локалните самоуправи. Сите заинтересирани субјекти, здруженија на граѓани, на кои што ќе обработуваме определената проблематика, ќе бидат вклучени директно или индиректно во работата на единиците на локалната самоуправа, вклучително и градот Скопје. Младинскиот форум формално постои, меѓутоа колку инволвиран во средните училишта, вие подобро од мене знаете. Дали некој им дава субјективитет или не им дава субјективитет, ги трга на маргините во носењето на одлуките, на политиките на средното училиште за кој што основното е Младински форум, исто така знаете дека не се случува. Мораме да ги внесеме луѓето во сите процеси. Секој на свој начин да придонесе за подобрување на нашето секојдневие. Предвидувам во рамките на администрацијата во еден среднорочен рок во смисол на мандатот, што би се рекло во втората половина на мандатот, со инфраструктурата која што ќе биде изградена за потребите на администрацијата на градот Скопје, да биде изграден еден дом на граѓаните. Да го кажеме каде што ќе може своите активности, разните здруженија да имаат каде да се вдомат за да ги реализираат. Ви благодарам на одговорот. Тука веќе во овој дел можете да ги користите своето право за реплика или контрареплика доколку некој сака. Повелите господине Шахтански. Прво поднос на Балкан Енерджи Груп. Тоа прашање не се однесуваше на вас, значи од правото на контрареплика или реплика, правото на контрареплика се однесува на прашањето кое што беше поставено сега. Ви благодарам. Женско лоби е следното прашање, доаѓа од женското лоби. Повелете, представете се и малку е далеку господјата, ве молам да и го...
Здраво, јас сум Ангела Димитровска од Македонско женско лоби и сакам да прашам како што би направиле за родовите повод родовите прашања и сензибилитизамот спрема жените конкретно. До кого се е прашањето? До господин Шлегов. Повелете. Благодарам. Мораме да ги изедначиме односите помеѓу половите. Имавме средби со Сдруженијето за родовна еднаквост и со Сдруженијето за жртви на семејно насилство. Лицемерието во политиката треба да исчезне. Коце Трајановски беше присутен на подпишување на Конвенција за заштита на правата на лицата од семејно насилство, жртви од семејно насилство. Во Холидин заедно подпишавме. И каде оди лицемерието? Во буџетот на градот Скопје за жртвите од семејно насилство се предвидени 0 денари. 0. Ниту еден денар не е предвиден за згрижување на таа група на лица, а актуелниот градоначалник излегува пред камери, јавно го ја подпишува конвенцијата. Тоа мора да престане. Мораме да дадеме вистинска посветеност на решавање на таквиот вид на проблем. Кога зборуваме за таков тип или примена во политиката, јас како кандидат за градоначалник на град Скопје, со цел, бидејќи не се само градоначалниците суштината на локалната самоуправа, туку и советот, сакав и имам жена за носител на советничка листа. Дали има некој реплика во овој дел? Да. Можете да искористите. Па добро, од една страна, и јас сум присуствувала на состаноци такви за жените рамноправност. Имате 45 секунди, ве молам бидете попрецизни на состаноци за родова рамноправност во политиката, меѓутоа тие се за нијанса според мене малку поразлични од прашањето колку се жените запоставени во ова општество. Во последниве 10-15 години најзапоставена категорија беа самохраните мајки и родители жртви на семејно насилство. И ми е многу драго што постои заеднички еден општествен ангажман тоа да се смени и да не биде тоа само ремит на фондации со странски пари, туку и самиот град да се, и ние имаме предвидено низ за мерки, да не одам во детали, нели немам време, за да оваа категорија што побрзо се згрижи и ресоциализира и дојде до своји средства преку работа. Господин Шехтански, Тодоров, дали сакате овој пат? Господин Тодоров нема искористено ниту една реплика, господин Шехтански има уште 3. Немаме. Одиме со нашите домаќини, дел од студентите на Универзитетот ФОН, кои што имаат подготвено своји прашања. Ве молам, првото прашање, представете се и посочете до кој од кандидатите е насочен. Јас сум Ангела Панајотовиќ, студент при Универзитетот ФОН. Прашањето ќе го упатам до господинот Шилегов. Најголемата социопатолошка појава е корупцијата, па од тука кои ќе бидат вашите први чекори што ќе ги превземете за истата да ја искорените? Особено што има сериозни индици за голема корупција во градската администрација, меѓутоа баш заради тоа што Коце Трајановски не успеа да се наметне како политички фактор, веројатно и не беше таргет политички на ниту една од партиите, имајќи многу поголеми зверки, да речам, и корумпирани политичари. Корупцијата е зло. Корупцијата е работа која што едноставно не смееме да дозволиме и не можете да ја сведете само во рамките на локалната самоуправа, таа борба мора да биде општествена. Насушно е потребно на Македонија како држава и на македонското општество владење на правото. Изедначување на граѓаните по правата и по обврските и одговорностите, без оглед дали се носители или не се носители на определени државни функции. Постапките кои што ќе ги водиме во рамките на градот Скопје ќе бидат отворени и транспарентни. Го воведуваме Smart City. Тоа Smart City, меѓу другото, ја носи целокупно и транспарентноста во делот на јавните набавки, за да луѓето, граѓаните на еден клик на апликација можат да влезат во системот и да гледаат до каде се одвиваат јавните набавки, кои се бил во таа. Вашето време истече. Дали имаме тука некој кој би сакал да одговори на ова прашање? Нема. Повелете, госпожа Џонс. Нели јас како дама, како што велите, ви им давам предност на млашките, прво да не се наметнува. Корупцијата е рак рана во општество на секој ниво, не само во властите, на секаде. Тоа стана како вообичаен начин на однесување и тоа беше причина што многу од луѓето губат секаква доверба во институциите и на државата
и на општеството и така натаму. Ние се залагаме, тоа е прилично така драстична политика за нулта толеранција кон корупција и злоупотреба на должност. Една од можните мерки би била да се, како прво, законски, намали бројот на мандати на градоначалниците. Низ цела Македонија имаме градоначалници кои што се градоначалници по 3, по 1 и 4 мандати и повторно се кандидираат. И што е најинтересно, тие се градоначалници во ужасно сиромашни средини, каде што нивното лично богатство, излегува некои податоци, е речиси еднакво на богатството на целиот град. Тоа е една многу нездрава ситуација и еден начин на кој што тоа би можело да се спречи, затоа што сомнежите за корупција се огромни. Ви благодарам, господин Шилегов, контрареплика и одиме на кратка пауза за реклама. Јас сум човек кој што влезе во политиката кога веројатно беше најтешко во Република Македонија и бев една од перјаниците на Социјалдемократскиот сојуз во борбата токму против системот кој што го создаде Никола Груевски, чишто дел и Коце Трајановски, а тоа е систем на владење од позиција на привилегија на партиска припадност, од позиција на корупција, од позиција на целосна девијација на општествените процеси. Јас лично сум гаранција и за собствената честност, меѓутоа и за честноста на луѓето кои што ќе ги предводам. Во политиката не влегов како шанкер или бармен, што имаме актуелни градоначалници во општините Скопски, без вода во очи, што вика народот. Јас во политиката влегов како реализиран професионалец, адвокат, со доволно материјално добро што би гарантирало на граѓаните. И вие истече времето, господин Шилегов, имаме две реплики и мораме на реклами. Господин Тодоров прво, па Шехтански. Во врска со? Се пријавите за реплика или не? Нема реплика. Не, господин Шехтански повели. Јас ќе го искористам тоа, бидејќи концептот е тенденциозен тука и на поставување прашања и на образложување на програмата фактички доаѓа во тоа. Кога се зборува... Концептот ми беше објаснет, кога бевте поканети, концептот го објаснив и во текот на дебата. Тоа и на прашањата, што се со образложување на програма. Значи, кога зборуваме... со контрареплика. Значи, кога зборуваме за нулта толеранција кон криминал, треба да се зборува не само за тие двајца што ги спомнавте. Јас ви кажав, 10 години во власта е Дуј, ваш коалиционен партнер, односно партија која што сега стои зад вашата кандидатура. Вие не ја спомнавте ниту еднаш. Што е причината за вие да не ја спомнете ниту еднаш? Чекате од нив гласови. Која е фактурата? Пак ве прашувам потретно. Стварно ми е жал што не ги пратите збитнувањето во македонската политика. При формирањето на политичката коалиција и формирањето на владата помеѓу Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и ДУИ како еден од коалиционите партнери, основниот услов беше да лицата кои што се номинирани не бидат дел од скандалите на прислушкуваните разговори. Истите се сите со потвора од специјалното јавно обвинителство дека кон нив не се води никаква предистражна постапка. За оние за кои што се води имате актуелен пратеник од ДУИ што е под истрага на специјалното јавно обвинителство што зборува за неселективноста во пристапот на тоа обвинителство, не на нас како политичари. Вие предолго ме знаете и предобро ме знаете за да се обидувате вакви лесни импутирања да направите пред македонската јавност. Петре Шилегов не бил на продажба никогаш. Петре Шилегов никогаш нема да биде предмет на продажба ничија. Вие сте времето, а ние мора да одиме на кратка пауза за реклами и се враќаме повторно назад со останатите прашања, уште две од студентите и има еден мал сет прашања подготвени од продуцентскиот тим на топ тема на ваша страна. Се враќаме за кратко. Добре дојдовте назад на Универзитетот ФОН, каде продолжуваме со дебатата на кандидатите за градоначалници на Скопје. Со нас е господин Петре Шилегов, СДСМ, Марија Џонс, Левица, Ѓорги Тодоров, Народно движење за Македонија и Ванчо Шектански, ТМРО. Во продолжение следува уште едно прашање од нашите домаќини, а тоа се студентите на Универзитетот ФОН. Повелете. Здраво, јас сум Дуковска Климентина, студент при Универзитетот ФОН. До господинот Шилегов, дали сметате дека овие локални избори имаат карактер на парламентарни избори и дека треба да се обрне внимание дека луѓето треба да гласаат за личност, а не за партија? Овие локални избори имаат и една специфична тежина, што не смееме да заборавиме, бидејќи Македонија полека
излегува и го надминува процесот на сериозната политичка и општествена криза која што имавме. Овие избори постои опасност, иако јас сум убеден дека Република Македонија го има надминато Никола Груевски, да или се последната можност на Никола Груевски да има политичка рехабилитација. Затоа и во текот на кампањата јас говорев, гласот за Коце Трајановски всушност е глас за Никола Груевски. Не смееме да си дозволиме, односно наше изборот, дали сакаме модерна, европска, демократска Република Македонија и град Скопје, од една страна, или сакаме Македонија и градот Скопје да ги вратиме во канџите на Никола Груевски. Изборот е многу едноставен. Заради тоа, кога зборуваме и низ призмата на политичкиот карактер, односно политичката тежина на локалните избори, Македонија мора на Никола Груевски јасно и децидно да му покаже и да му каже дека неговото време политиката е завршено и дека со него во иднина ќе се занимаваат државните органи на некои поинакви нивоа од тие за кои што сега зборуваме. Време истече, дали некој друг сака да одговори, повелете господин Чисто за застапеност, малку да не бидеме како статисти тука, пошто главнината од прашањата се за господинот Чилегов, очигледно гостите вечерва тука и вашите гледачи највеќе сакаат да чујат што има тој да каже. Би сакала да додадам дека без оглед што мислиме, да, нели, за многу избори и локални и нелокални во Македонија биле одлучувачки и референдумски, сепак подобро би било да има и некое, особено на локалните, и некое шаренило кое што би ги поттикнало и оние луѓе што не гласаат, да гласаат. Ме разбирате што сакам да ви кажам? Да влезат многу повеќе теми и агенди во игра, а потоа може се да се испреговара. И конечно на крајот македонците би било идеално да научат да соработуваат на теми и проблеми што ги засегаат сите, наместо само да се караат. Контрареплика господин Шилегов, шеста поред. Бидејќи сме на крајот на одборот, политичките моменти, локалните проблеми во градот Скопје се многу сериозни. Денес има презентација на целокупниот концепт каков ќе биде градот Скопје по завршувањето на мојот мандат. За ваша информација, бидејќи дел ке гледаат, дел не, преку 50% од главните улици проектирани во градот Скопје, зборам градски улици, до ние големите, транзитните, преку кои што се одвива крупниот сообраќај во градот Скопје се неизградени. Затоа преска и реков 680 милиона да сте градоначелник да дозволите да ви се на плоштадот да ви се потрошат, а 51% од главните градски улици да ви се неизведени. Па немате вертикалите. Мораме да го изградиме оној северен секундарен прстен за одвивање на сообраќајот, за да го ставиме во функција железничкиот прстен како дел од јавниот сообраќај, за да ги спуштиме вертикалите, да се качите во Драчево во воз, да се симнете во Скопје север и со автобус за 4 минути бидете на плоштад. Тоа е концептот за кој што ја разговарам на локално ниво. Ви благодарам и се извинувам на сите оние кои што подготвија своји прашања, но не се во можност да ги постават, бидејќи не остана уште малку време, а одиме со неколку блиц прашања. Ве молам за краток одговор. Повелете... Вие ги броите репликите. Која е? Ова ви е 9. Па не е 9. Добро, колку е вашата евиденција? Мојата и она мрежа вела 9. Немам причина никому да му ги крата. Господинот Чилегов има 6, господја Џонс има 5, вие користите 9. Прашање не е проблем за образложување на програма. Како прво, значи, генералниот урбанистички план, Шилегов не знаеш тие работи, не си ги читал. Значи, генералниот урбанистички план се носи на 10 години. Градот Скопје, Советот на град Скопје го донесе 2011 ГУПот. Значи, наредниот ќе го носи 2021. Сега ти не можеш ништо да правиш во моментот. Значи, 2021 може да се прави за наредниот период. Значи, сега да не се лажеме, да не си кажуваме приказки со прстени и со вакви работи. Тоа е убаво секој да го каже од нас. Знаеме дека е убаво, дека е потребно за 4 минути да се качиш од Драчево да дојдеш за Ѓорче. Тоа убаво звучи. Во реалноста да бидеме реални дали е. Значи, генералниот урбанистички план до 2021 е тој донесен и не може да се менува. Иначе проектот нема никој против, тоа е во ред и е добар. Меѓутоа, реално да зборуваме со термини. Господин Тодоров, 30 секунди, па господин Шилегов и одиме со завршените мои прашања. Овие локални избори, сакам да кажам на прашањето да се наврзам, дека не треба да се гледат како референдум или не знам што, него овие локални избори во поглед нашата партија гледаме шанса на граѓаните да излезат од она сивило што имаме помеѓу СДС и ДПМН, него да има нешто трето, значи во врска со можноста да се понуди нешто ново во поглед на управување и водење со градот Скопје. Ви благодарам.
Имате контрареплика? 30 секунди само и одиме со завршените Дефинитивно прашања. Шеhtански не дослужувате. Јас реков не дослушувате. Јас реков 4 минути од Скопје Север до центар, не 4 минути од Рачево до Ѓорче. Генералниот урбанистички план е план за развој на градот. Во него се вцртуваат сообраќајниците кои што се неопходни за развој на градот. И тие главните сообраќајни мрежи не се сменети премногу од генералните урбанистички планови носени во градот Скопје од 1965 година па до сега. Проблемот е што ниту еден градоначалник, особено овој што дозволи 680 милиона евра на площадот да се потрошат, не најде сила и не смогна храброст да ги изведе тие сообраќајни потези за да имаме рамномерен развој на градот Скопје од една страна и олеснување на сообраќајниот хаос во кој што живееме од друга страна. Вашето време истече, при крајот неколку блиц прашања на кои што ве молам со одговор да или не ќе бидат поставени до сите кандидати. Господине Тодоров од вас. Преостанатите градби од проектот Скопје 2014 треба да се прекинат или добрите да се продолжат? Да или не? Толку треба да се прекинат толку. Благодарам. Господин Шеhtански. Значи не е блиц прашање, значи кога се поставува тако нешто. Прашањата и опциите ги поставувам јас. Прашањето е дека не може нешто што е направено да се сруши. Тоа е небулозно. Да се каже дека да се сруши што е крадено. Тоа што е недовршено, ако постојат законски пречки за негово довршување, да се прекинат. Ако е во ред, да се продолжи. Да се прекине од повеќе причини. Господин Чилегов. Од она малку што остане изградено, за жал малку што остане изградено, треба да се прекинат тие градби. Од вас почнуваме со следното. Можете ли да ветите во првата година од мандатот дека Скопје ќе добие летна рекреативна зона, односно конечно целосна ревитализација, се извинувам, на езерото Треска? Јас сум единствениот кандидат за градоначалник или првиот, ако сакате, кој што го промовираше ревитализацијата на спортско-рекреативниот центар езерце Треска. И Сарај. И ние имаме истата мерка, да. Господин Шеhtански. Никој не е против, кој е против? Благодарам. Дали сте за забрана за градежни активности на падините на водно? Да или не? Апсолутно да, и водно мора да продолжи со пошумување, веќе имаме една минимална ерозија во пределот на кисела вода што мора да се спречи. Да. Господин Шеhtански. Тоа за првото прашање што ти беше за езерото Треска. Значи тоа е во надлежност на општина Сарај. Господине Тодоров, да. Дали би вовеле забрана за користење на службени автомобили за градската администрација со оглед дека сите се залагате за почист воздух во Скопје? Господине Тодоров, од вас, да или не? Бидејќи се појавуваат електрични автомобили, значи има градот набавено еден автомобил, зошто да не се набават и нови? Бидејќи градската администрација, особено инспекцијата и сообраќајниот сектор имаат потреба од возила да користат. Господин Шеhtански? Да, и точачи ќе им купиме. Градската администрација која што ќе предводам јас, возилата ќе ги обнови со хибридни електрични автомобили. Да или не, тебе се ти пуштаат да кажеш по 3 реченици. Остануваат уште 30 секунди до крајот на оваа емисија. Последното прашање е во истиот стил. Кој од вас ќе се всели, а кој ќе одбија да се всели и ќе ја пренамени новата градска куќа во барок стил? Повелете. Градската администрација ќе биде префрлена веројатно во новиот објект, без оглед на неговиот изглед, затоа што на постојното место ќе може да биде изграден подземен паркинг за потребите на паркирањата на Дебар Мало, кое што ќе стане резидентно, само тие што живеат, за да можат граѓаните од Скопје тука да се паркираат за потребите на стадионот, а во горниот дел бидејќи ќе биде подземна со повеќе нивоа, така и е предвидена, ќе може да се направи еден мини конгресен центар, простории каде што ќе може да се одвива дел од културното забавно живот на Скопје. Повеќе време, господин Тодоров. Блиц прашање. Да одговориме на ова, сите сакате, не знам како законски сме можеби вмрзани да се селиме, дека ќе ми биде пријатно, не. Господин Шеhtански? Скопје е единствениот главен град каде што администрацијата е во бараки. Значи се од бараки е подобро. Господин Тодоров? Што ме веќе изграден новиот објект, зашто да не се всели градската администрација да се користи тој објект? Ќе видиме колку пари коштали што се во него стои позади него. Што рече колегата Шеhtански, градската администрација работи во некои бараки кои се мои гости тука е крајот на вечерашната дебата. Единствено остануваме, бидејќи предпоставувам дека ова меѓу последните дебати, почуваме од господинот Тодоров, меѓутоа на вистина по 15 секунди апел до граѓаните зошто треба да гласаат за вас.
Значи, граѓаните овој пат треба да се определат да гласаат за трета опција или нова партија, бидејќи 27 години сме сведоци на менувањето на власта помеѓу СДС и ДПМН, а граѓаните, ние како граѓани на град Скопје или во Република живееме многу победно, полошо и сиромашки. Значи, сега е шанса за нешто ново да се гласа, за да може да се промени она црно-бела слика. Благодарам. Господин Чехтански. Некој рече, македонците се селат заради субстандардни услови од чајри, од бутел, од другата страна на Вардар. Меѓутоа, субстандардни услови има и во Драчево, и во Сопиште, и во Припор, па не се селат. Затоа да го задржиме македонскиот карактер на градот Скопје, да го вратиме Скопје такво како што било пред 2004 година. Госпоѓа Џонс. Јас како прво би им порачала на гласачите да гласат. И така да си ја превземат одговорноста за своите локални власти, а за кого ќе гласаат самите нека одлучат. Доколку гласаат за мене, да знаат дека вратата им секогаш се отвора. Господин Шилегов. Почитувани граѓани на Скопје, повикувам најмасовно да излезете на 15 октомври на овие локални избори, да не дозволиме Скопје да остане во рацете на Никола Груевски, заокружете го број 19 за едно модерно Скопје, Скопје кое што ќе обединува, Скопје на равномерен развој, Скопје кое што на своите сограѓани или на своите граѓани ќе го донесе живот. И за вашата порака. Ви благодарам што вечерва бевте мои гости. Почитувани, тоа беше се во последното издание на Таунхол дебатите во првиот круг од изборите. Со резултатите се гледаме во недела навечер во отвореното студио на Телма. Довидување.